Глобализацијата наметна потреба од изучување на повеќе странски јазици. Во вчерашни ви го презентираме најновото издание на Асимил, кое ги содржи првите 100 лекции од српски без мака. Интересот на политичарите и јавните личности кои најмногу го користат овој јазик е огромен. Тие се во првата група курсисти кои ќе се обидат да ги совладаат тајните на Вук Караджич. Добар дан и добро дошли у забрзаном курсом по српском јазиком за пратеницима и јавне личности. Јас сам ваш професор Србољуб и сачу да вам објасним глагол јео. Глагол јео означува да неко нешто јео и да не е гладан. Глагол јео познава еднину и множину. У еднину ми имамо јас сам јео, ти си јео, он е јео, она е јела, оно е јело. У множини глагол јео признава ми смо јели, ви сте јели, нисмо јели. А сада да видимо шта наши најбољи ученици зборе на српском јазиком и што су они научили. Mi svaka godina podržujemo bijenale naših umetnika i ova godina isto tako imamo veoma vrlo dobra instalacije. Тоа е се што имамо за глагол јео у еднини и множини. Глагол јео исто така може да се примени и у питалну форми. У питалну форму питање се поставујује. Јеси ли јео? А одговор е јесам, јесам. Одговор се повторује да би ви били конкретни кон ваших питалаца да сте јели и да би он у будучности не би вам досадживао. Тоа е врло добро да се примени кад одете код баке. А сада да видимо како су наши најбољи ученици научили од овог српском јазиком забрзани курсом и шта они имаат да кажу. Боричемо се заедно за слободу, демократија, квалитета живота, да наши деца и уници остану овде, раде, да буду са част и достоинством, да не напуште родна земја широм белог света. Питање јеси ли јео може да има и негативни одговор, ко се каже са нисам, нисам. Ту треба да се обрне внимание да не би грешили на самом збору нисам, да кажете на крај м. Значи иде нисам са м-мом, а не са н, јел да нисам не е негативни одговор, веќе видна ауто да боме. А сада да видимо шта наши најбољи ученицима су научили од овом српском јазиком за пратеницима. Надјавам се, че в бъдеще ще бидеме по-подготвени и ще немаме вакви некои помалки инциденти. Антонио, шта си урадио да боме? Па нико те не е разумевао. Опростите, Антонио nije се добро припремио за овог часа. Не бих сада да ми упишао кеца колико што е он висок, али он ќе да се припреми за идучих час. Така да тоа е се што имамо за овог забрзан курсом по српском јазиком. Видимо се у удучности.